Почитувани советници, секретар на општина, раководители, директори, ја отварам 62-та седница, предпоследна за овој состав на Совет на општина Куманово. Согласно деловникот, најпрво ја отварам расправата по записникот од 59-та седница на Совет на општина Куманово. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не повар збор, да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за усвоен е записникот од 59-та седница на Совет на општина Куманово. Ја отварам расправата и во однос на записникот од 60-та седница на Совет на општина Куманово. Дали некој бара збор? Никој не побара збор, ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за усвоен е и записникот од 60-та седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред кој што заедно со материјал. За работа на седницата го предлагам дневниот ред што го разгледавме на координација, одржавме и комисии. Дали некој бара дополна измена на дневниот ред, ве молам. Бидејќи никој не побара збор, дополна измена, го ставам дневниот ред на изјаснување. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 20 гласа за и 1 воздржан. Да поминеме на првата точка од дневниот ред, која гласи Извештај за финансиско работење на јавно предпријатие Куманово план. Со нас е ВД директорка Анета Шандева Доневска. Повели директорка. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, почитувана општинска администрација, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Ова е денеска, како точка на дневен ред, го имаме извештајот за финансиско работење на јавно предпријатие Куманово план за периодот од 1.4.25 до 36.25 година. Во овој тековен период можете да видите дека јавното предпријатие има изработено најголем дел проекти споредбено со минатата година и има остварена голема добивка, меѓутоа поради фактот што благодарение на владата на Република Македонија оваа година општина Куманово доби дополнителни средства за кои што јавното предпријатие изготви најголем дел проекти од добиените средства. Ние нашата програма, зададената годишна програма од 9 милиони денари ја потрошивме до 6 месец. Поради тоа што немавте ребаланс на буџетот, моравме да го чекаме во јуни, така да овој, да кажам, привиден на некој начин, привидната загуба, нема да биде во наредниот квартал, затоа што не е реална. Не е реална затоа што е изработена, значи, меѓутоа, поради фактот што немавте ребаланс на буџетот и немавме дополнителни средства, ние продолживме со работата, меѓутоа, резултатот е таков каков што е. Наредниот квартал ќе биде позитивен, да се надеваме и завршната сметка на јавното предпријатие Куманово план, како лани, повторно ќе биде позитивна. Благодарам.
Благодарам, директорка. Дали некој се јава збор во врска со извештајот? Повелете Андоновски. Благодарам. Јас сум согласен со тоа дека извештаите на јавните предпријатија во општина Куманово не треба да ги гледаме само низ призма на тоа дали е остварена загуба или се остварува добивка. Впрочем, ова јавно предпријатие е основано со цел да во најголем обем ги креира урбанистичките решенија за определени области за потребите на општината, поаѓајќи од тоа дека треба да се заштити општиот јавен интерес. Тоа беше и основниот мотив за основање на ова јавно предпријатие и добро е што вие презентиравте дека во овој изминат период имате како јавно предпријатие сработено повеќе планови кои што нормално придонесуваат за остварување на некоја финансиска корист во полза на јавното предпријатие. Меѓутоа, сакам тоа постојано да се потенцира дека најважната придобивка од работата на ова јавно предпријатие е тоа дека поаѓајќи од интересот на граѓаните на општината, ова јавно предпријатие треба фактички и секогаш да поаѓа од тоа што е примарно заеднички интерес на сите граѓани, а после тоа да се прилагодува кон поединечните интереси. Во таа смисла, сакав чувство за потреба тоа да го потенцирам, без никаква намера да сега го користиме овој термин за некаква критика или наградување. Не е битно од каде се средствата, битно е дека општината го задолжува ова јавно предпријатие и го прави функционално за да може да ја обавува таа работа. Мислам дека ме разбравте, верувам дека и граѓаните ме разбра, најважната работа е таа која што сега ја потенцира. Благодарам. Благодарам. Поберете, директорка. Благодарам, почитувана председателка. Почитуван советник, знаете дека вашето мислење исклучително го ценам и почитувам. И знаете со колкава и доверба, и знаење, и благодарност, можам да кажам пред сите, дојдовте, помогнавте во делот на статутот, вашето искуство несебично го споделивте со нас. Јас само можам да кажам во периодот, кажавте да, меѓутоа ние овие средствата не е важно од кај се. Сепак е важно од кај се, според мене. Затоа што ваков прилив на средства све немале и ваков обем немало јавното предпријатие. Сите изготвени проекти, верувајте до еден, а можете да видите во извештајот, не се поединечен интерес. Сите го остваруваат јавниот интерес. Почнувајќи од градинка, старачки дом, изготвивме гаражен простор за новото возило кое што сега треба да пристигне и ред други проекти, да не излезе сега, нели ги набројуваме и се фалиме со нив. Навистина направивме сериозни проекти и тоа за многу краток дел од годината со вансериски и возможни напори. Вие бевте, знаете колкав е нашиот капацитет, колку се луѓето. Верувајте дека тие луѓе, тој тим, и сега пак да кажем со менаџирање и благодарности од сите вас што ни дадовте поддршка во овој период, барем од како сум јас директор на ова јавно предпријатие, ние навистина остваривме сериозни резултати кои што сметам не само ја лично и другите познавачи дека се за почит. Сметајте дека за еден квартал оваа година ние имаме 3.227.000. Зборувам пред ребалансот, а претходната година бил 1.021.000. Пак тој зголемен обем ќе кажам дека е од тие средства. Општината не би не дала на нас барање, обврска и задачи да ги немавме тие средства. Меѓутоа, многу сум горда што овој град, здравје Боже, од 26-та година ќе почне да ги реализира овие проекти. И дека на многу локации ќе имаме прекрасни објекти, и нови, и реконструирани. Од таа причина ќе се заблагодарам пак уште еднаш на вас, најверојатно ќе немаме шанса да се видиме наредната седница. И сакам да ви кажам дека и позиција, меѓутоа и од опозицијата сите ми дадовте поддршка. И навистина сум благодарна. Благодарност и до мојот работен тим кој што несебично се работеше и за викенди, се работеше и во попладневни часови за да може да се постигне овој обем на работа. Така да, дај Боже, повторно да имаме средства, па и
здравје Боже, наредната година да продолжиме со ваков развој, бидејќи сепак од настарнува се, ако нема проекти, нема ни реализација, нема ни видливост во градот. Благодарам уште еднаш советник. Благодарам. Повелете Андоновски. Само заради до прецизирање, апсолутно на таа иста релација беше и мојата дискусија. Кога реков дека не е важно од кај доаѓаат парите, јас додадов уште нешто важно е да биде јавното предпријатие ангажирано. Вие сега кажавте дека јавното предпријатие заради средствата кои што ги има добиено од државата, што е сосема во ред, било ангажирано да вонредно било ангажирано за да може да оствари некои проекти. Јас токму тоа сакав и да го потенцирам. Каде беше општината во овие изминати неколку години, ова исто јавно предпријатие на ист начин да го ангажира секаде каде што можеше да го ангажира за да може да се исполни јавниот интерес. Инаку ја имате целосната поддршка како јавно предпријатие. Впрочем, јас сум еден од ретките кој што здушно се бореше тоа јавно предпријатие да се основа. Благодарам. Повелете дали уште некој бара збор? Веќе никој не побара збор, одиме со изјаснување за извештај за финансиско работење на јавно предпријатие Куманово план Куманово за период од 1.4. до 36. Констатирам дека со 18 за, 2 против и 6 воздржани усвоени извештајот за финансиско работење на ЈП Куманово план Куманово за период од 1.4. до 36.2025 година. Колеги, предлог да се спојат втората и третата точка кои се однесуваат за годишен извештај и годишна програма на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 23 гласа за ќе водиме заедничка материјална расправа за следниве точки. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче за учебна 2024-2025 и годишна програма за работа на Ангел Шајче за 2025-2026. Со нас е директорката Ива Николиќ. Директорка, ви посакувам успешен мандат во водење на оваа огромна и доста важна установа во општина Куманово. Повелете за двете точки поединечно. Благодарам, председателка, почитувани советници, почитувана општинска администрација. Јавната општинска установа за деца, детската градинка Ангел Шајче, својата воспитно-образовна згрижувачка работа, како дел од целокупниот воспитно-образовен систем во тек на изминатава година ја реализираше одговорно и совесно преку предвидени планирања и програми. Воспитното образовна дејност се реализира според државната програма за рано учење и развој, како и програма за рано учење и развој за деца со пречки во развојот. Во годишната програма беа предвидени и реализирани други активности од проектите кои што ни се дадени од Министерството. Сето она кое што е предвидено во изминатата програма, донесена на Советот, е реализирано. Реализирани се и повеќе работи кои што можеби не биле предвидени, меѓутоа на нас тоа ни го дозволува и законот, ни го дозволуваат и условите, проекти да си наоѓаме и сами да реализираме некои активности кои што не се поврзани со нешто што доаѓа директно од Министерството. Така да можам да кажам дека во овој извештај е наведено се оно што изминатиот период беше реализирано. Нешто што сакам да кажам во врска со тоа што мислам дека си ја интересира и нашата јавност, ви интересира и вас како советници, затоа што секоја година Советот донесува одлука за згрижување на повеќе деца вон капацитетите на градинката. Сакам да ви информирам дека вкупно сме запишани лани во јули 1673 деца, од кои што месечно биле присутни 606 деца, што сега како директор
кој што ја презема ова функција во месец јули, можам да кажам и да го оправдам оно што сте го донеле вие овде на овој совет како одлука, било оправдано затоа што никогаш не сме имале повеќе деца од тоа што било проектиран капацитет на нашата градинка. Се надевам дека со одлуката која што сте ја донеле и изменатиот период, тоа истото ќе се случува. Наши заложби, наши интенции ќе бидат понатаму да го кренеме квалитетот на услугите кои ги пружаме, а тоа најмногу ќе го постигнеме преко проширување на капацитети. Ќе изнаоѓаме начини со проширување на постоечките капацитети да ја подобриме и квалитетот, да го кренеме квалитетот на услугите кои што го пружаме. Програмата која што е предвидена и која што се наоѓа пред вас, сакам да кажам само дека е малку различна од сите досегашни програми кои што пред вас сте имале можност досега како совет да ги гледате, би сакала да ги разгледате, се надевам дека сте ги виделе. Имаме добро објаснување, приложени слики, табели во боја и мислам дека е добро да се разгледа и се надевам дека се она што е предвидено во програмата ќе биде остварено и до година ќе дојдеме повторно да кажеме дека сме успеале. Ви благодарам. Благодарам, директорка. Повелете советници, дали некој се јавува за збор? Повели Мендоасани. Благодарам, председателке. Почитувана директорке на градинката Ангел Шајче. Видовте дека капацитетите на градинките се многу мали. Кога знаеме дека заинтересираноста е голема, многу семејства останале без да ги исполнуваат своите барања и останале нивните деца да не се запишуваат во градинка. Кој е првиот чекор кој го превземете за да се зголемат капацитетите во градинките? Проблемот е кај децата кои се во градинка, бројот на учениците се намалува, а ние треба повеќе да се фокусираме да градиме нови градинки, како што знаеме во Куманово има многу простор. Идејата е да работиме да се градат нови градинки за да можат децата да ги пратат своите деца во градинка, бидејќи најголемите поплаки се дека немаат каде да ги пратат децата во градинка, бидејќи капацитетите се многу мали. Ова е барање од граѓаните и верувам дека во еднина ќе се уреди и ќе се најде решение за овој голем проблем на родителите. Благодарам. Благодарам, советник. Повелете, директорка. Ви благодарам, советник, на прашањето. Вака, тоа е едно горливо прашање кое што општина Куманово е засега многу одамна. Проектирана е, изработен е проект на градинка која што ќе се наоѓа во населба Зелен Рид и која што ќе опфаќа деца 382 деца. Се работи за 22 групи каде што ќе имаме проширување, едно големо проширување на капацитетите. Меѓутоа, додека да дојдеме до изведба на таа градинка и да успееме да ги згрижиме тие 382 деца, ние ќе се трудиме постоечкиве градинки што ги имаме со доградби, со нови објекти, макар на нас ќе ни представуваат доволно простори да сместиме и 100 деца во еден постоечки објект, односно постоечки објект кој што се наоѓа на улица Моша Пијаде, објект постоечки кој што се наоѓа во населба Гоце Делчев, постоечки објект кој што се наоѓа во централното градско подрачје, односно спроти средното училиште гимназија. Ќе бидат изготвени проекти во најскоро време и ќе се обидеме да добиеме проекти од Министерството и со наши собствени средства да оствариме проширување барем на 2 до 3 занимални во овие постоечки објекти. Сакам само да кажам во интерес на јавноста дека поради тоа што вие како совет донесувате одлука, ние како градинка бараме да биде дозволено да се примат повеќе деца од тие проширени капацитети, управниот одбор на градинката донесува одлука со која што донесува критериум кој што ќе биде почитуван и мора да биде почитуван за да се згрижат тие деца во градинка. Тој критериум е да детето кое што има поднесено барање има двајца вработени родители. Се додека ние сме како установа под Министерство за труд и социјална политика
и излегуваме во пресред на граѓаните, мора барем да го испочитуваме тој критериум. Кога ќе се отвори градинката за згрижување на 382 деца, ние се надеваме дека ќе може да ги надминеме тие и да не бараме повеќе од вас како совет да ни донесувате одлука, туку ќе ги згрижуваме децата по дадените законски нормативи и регулативи и тогаш ќе можеме да отстапиме и од тој критериум за двајца вработени родители. Ви благодарам. Благодарам, директорка. Поверете советници, дали некој друг бара збор? Повели Менду, реплика? Благодарам, председателке. Како што знаеме, во градинките во другите европски земји, не знам како директорка сте известени, дали можат градинките да пружат услуги како што се во Западот со посебни светилки и кои им помагаат на децата со аутизам. Дали нашите градинки во Куманово имаат мултисензоријални соби што помагаат на децата со аутизам? Значи, тие се посебни училници за кои имаат потреба децата. Значи, дали има и училници за индивидуални терапии, кои се психолошки, физиотерапевтски, каде се дава можност специјалистите да работат со деца кои имаат посебни потреби. Значи, имаме и училници за смирување со меки бои, со релаксирачка музика, кои се за деца кои имаат емоционално оптеретување. Значи, има соби со терапевтски игри кои се дизајнирани посебно за да се и помогнат на децата кои се со доцнен развој. Значи, овие се посебно терапевтски. И соби за социјална интеграција, каде можат да учествуваат и деца со посебни потреби со другите деца и каде ќе им се пружи и асистенција од посебни професионалци. Не само што треба да се зголеми капацитетот на негувателките, туку треба да бидеме подготвени и за ваков вид на згрижување. Како што знаеме, има многу деца со аутизам кои имаат емоционални проблеми. Вие како директорка, кои се твоите барања и дали може за определено време да ги решите овие посебни потреби кои во европскиот свет постојат, а ние во Македонија ги немаме? Ви благодарам. Благодарам, Ансани. Велите, директор. Ви благодарам, советник, ново добро поставено прашање. Значи вака, јас со гордост како директор на најголемата градинка во Македонија можам да кажам дека детската установа, детска градинка Ангел Шајче, јавната установа, поседува тим, односно имаме вработено 20 специјални едукатори, рехабилитатори, еден социјален работник, 20 психолози и 20 логопеди, кои што за нашата установа спрема бројот на згрижени деца и вработени смета дека е доволен број. Собите сензорни што ги спомнавте, кои што се наменети за децата со пречки во развој, тоа се викаат посебни сензорни соби, за жал кај нас до сега нема ниту една таква отворена соба. Меѓутоа, последниот изминат период во месец јули добивме од Министерството за труд и социјала играчки кои што се наменети баш за овие деца. Во теке изградба не можам да кажам дека ќе биде изградена, меѓутоа ќе се адаптира една просторија во објектот Челка кој што се наоѓа во населба Гоце Делчев и ќе служи баш за вакви деца. Оно што го споменавте околу меки играчки, значи тоа не се посебни соби. Секоја занимална во која што имаме згрижено деца, односно секоја група без разлика на која возраст, има посебни такви катчиња кои што има дидактички средства. Тоа се меки играчки, тоа се сензорно достапни дидактички средства кои што децата ги користат. Секој воспитувач кој што е работен во градинката, без разлика дали е во Ангел Шајче или во која било друга установа на територија на Република Македонија, има поминато низ обуки кои што им даваат целосно одговорност да работат со таквите деца.
Тоа што вие ме прашавте, мислам дека конкретно мислите на тие сензорни соби, не. Во тек е моментално адаптација, ќе почнеме од тој објект, затоа што беше прв и единствен објект од како дојдов како директор, каде што најдов дека имаме соодветна просторија која што ги исполнува тие услови. За да се отвори таква сензорна соба, постојат точно одредени стандарди по законска регулатива кои што мора да бидат исполнети. Тоа се однесува и на големината на собата, и на ѕидовите кои треба, така да таму ќе биде првата сензорна соба која што ќе биде, а тоа се очекува да биде во наредните 30 на дена. Затоа што не е тоа голема инвестиција која што не може да се оствари, ние имаме и доволно средства, имаме доволно капацитет тоа да го направиме и да го оствариме во наредните 30 на дена. А понатаму ќе се оди на отварање на такви сензорни соби во секој еден објект каде што може тоа да го оствариме, ако ги тие простории ги исполнуваат законските регулативи. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Благодарам, директорка, на исцрпното излагање. Одиме со изјаснување на точката број 2, годишен извештај за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче за учебна 24-25. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 22 за и 2 воздржани усвоен е годишниот извештај за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче за 2024-25. Да се изјасниме и за годишната програма, ве молам. Констатирам дека со 22 советника усвоена е годишната програма за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманова за учебната 2025-26, значи 22 советника се изјаснија за. Одиме со план за подобрување на квалитет на амбиенталниот воздух за општина Куманова за период од 22-26, ревидиран. Со нас е представник на Центар за климатски промени од Гевгелија, Филип Стојановски. Повели Филип, во што се состојат промените? Или прво раководителот, повелете, помошник раководител. Добар ден на сите, почитуван председател на Совет, почитувана општинска администрација, почитувани советници, почитувани граѓани. Општина Куманово 2 години наназад е вклучена во проект кој го имплементира UNDP. Проектот се вика Справување со загадување на воздухот и истиот е финансиран од Кралството Шведска и кофинансиран со одлуки од Совет преку програмата од областа за заштита на животната средина, финансиран од општина Куманово. Во рамки на самиот проект како активност се во 5 општини во кои се реализира самиот проект, и тоа општина Кавадарци, општина Струмица, општина Струга, општина Куманово и општина Струга и Гостивар, така. Во тие 5 општини се направени како дел од проектот нови планови за справување со загадувањето, тоест нови планови за подобрување на квалитет на амбиенталниот воздух, кој веќе беше и постоечки, општината го имаше изработено, меѓутоа сметавме дека по истражувањата кои се во рамки, спроведени во рамки на проектот справување со загадување на воздухот, истражувањата за испитување од каде доаѓаат најголемите емисии во воздухот од страна на лабораторија Амбикон по стандарди на Светска здравствена организација.
сметавме дека треба да се направат нови и ревидирани планови за квалитет на воздух. Ова исто така беше една од предлог мерките кои беа предлог мерките кои самите граѓани инсистираат да ги метнеме на двата организирани граѓански форуми кои беа организирани во месец септември 2024 и месец октомври 2025. Ова се извинувам 24. Самиот план е изработен со помош на консултанти од Климатскиот центар, за да се вметнат новите барања на самите граѓани. Имавме иницијатива и повик до сите граѓани да се вклучат на јавна расправа која беше одржана на 28.4.2025 година. Така да 28 април, да. Така да сите, мислам дека и советниците имавте покана да земете учество, да вметнеме што поефикасни мерки како би се справиле со загадувањето на воздухот. Околу мерките, индикаторите по кои ќе бидат следени, му давам повеќе збор на консултантот од Климатски центар, Филип. Добар ден на сите, почитуван председател, почитувани советници. Нема да одземам многу, накратко ќе кажам што е ревидирано во планот, чисто да знаете, ако го немате погледнато. Идејата е дека планот е подобрен, за разлика од претходниот план. Подобрен е, мерките остануваат исти, меѓутоа мерките во претходниот план беа општи, не беа насочени директно кон општината. Сега општината има можност да ги следи мерките согласно субвенциите и сите активности што ги прави. Да кажеме дека може да пресмета колку од субвенциите допринесуваат кон подобрување на квалитетот на воздухот. Другата работа што е подобрена, вклучени се и социјалните категории во самиот план и ги се препознаваат како маргинализирани лица и група на граѓани каде што може општината да им помогне и се карактеризираат како критична ранлива категорија. Од друга страна, она што е пак исто така подобрено е дека имаме и родов аспект во самиот план и индикаторите што се даваат се бројчано нумерирани. Тоа значи дека целите се мерливи. Тоа значи дека ние кажуваме дека планот за квалитет на амбиентен воздух, да кажеме конкретно во секторот домаќинства, се таргетирани од прилика околу 6500 домаќинства и кажуваме дека тие ако се замени, начинот на загревање ќе има значително подобрување. И така е направено за сите мерки и тоа што го спомна Сандра, и вклучена е уште една анализа, односно моделирање на PM2,5 частичките, каде што беше ангажирана лабораторијата од Амбикон. Што значи тоа, да објаснам вака као народски кажано, беше земени примероци 191 примерок, 191 примерок одговарат на 191 ден. 191 ден се земени прашината, односно воздухот што се дише во општина Команово, на исто место каде што е мерната станица, се ставаат тоа филтри. Филтрите изгледаат исто како просмукал, како сисове на просмукал, кога дозгора нели се фаќа некој талог на прашина, тој талог на прашина од секој ден се направи хемиска анализа. Хемиската анализа се разложи на хемиски елементи, врз база на хемиските елементи се доби од каде потекнува загадувањето само за PM2,5 частичките. Претходно имаше пресметковна мерка што се вика инвентаризација, односно попис. Пописот се базира врз проценки на колку би се емитувало емисии од согорување на гориво. Согорување на гориво имаме во училишта, во градинки, во домаќинства, на отворени огнови, потоа имаме согорување на автомобили, имаме согорување на отпадот кога ќе стои на самата депонија и сите тие се проценуваат врз база на предпоставки и достапни податоци. Разликата со моделирањето кога се земаат овие примероци е дека се зема примерокот директно од една точка и после се анализира и дополнително помага кон тоа полесно да се идентификуваат загадувачите во општина Команово. Согласно анализата, што истата може да погледнете и во планот, од овие 191 ден кога се зема примероци, покажува дека 31% од вкупното загадување од PM2,5 припаѓа на согорување на биомаса, а согорувањето на биомаса ние го поврзуваме со домаќинство, односно со грејење на согорување на дрва,
Вториот најголем извор и придонесувач на PM2,5 частичките е сообраќајот, а потоа третиот е согорување на нафта и мазутот. Значи, ова е новото додадено истражување во самиот план, заедно со мерките, и при тоа морам да го кажам што е многу позитивно за општина Куманово и особено што треба да се кажува и да се прераскажува, е дека граѓаните беа вклучени во процесот на идентификување на мерките. Најчесто консултантите кажуваат што треба да се прави, а не се прашуваат граѓаните. Овој пат граѓаните беа вклучени, им беше раскажано што се прави, како се прави, беа презентирани резултатите и беа повикани да дадат мерки. Не беа само граѓаните, беа например и општинската администрација, и граѓанскиот сектор, и така натаму се опфатна слика, односно сите што имаат, што живеат тука во Куманово и може да дадат придонес без разлика нели на статусот и нивниот социјален аспект во самата општина. Нивните мерки се зема во обзир, се рангира и потоа на втората форумска сесија или форуми на заеднички одлучија кои мерки понатаму да одат на финансирање и истите тие мерки беа финансирани, граѓаните одбра енергетска ефикасност на училиштата и благодарејќи на гласањето на граѓаните, општината доби тоа што го нели бара самиот народ или граѓаните, односно и сега во текот се спроведуваат мерки за енергетска ефикасност на училиште. Така. Та мерка е енергетска. Да, енергетската ефикасност и таа придонесе околу намалувањето. Како помогнува енергетската ефикасност? На тој начин, ако на нас за загревање ни треба 4 кубика дрва, за неизолирана куќа, ако ставиме изолација или јорганче, што кажам, нормално куќата ќе биде потопла, тоа значи дека помалку дрва ни се потребни да загрееме истиот простор, а помалку дрва значи помалку согорување значи помалку PM2,5 честички. Накратко е ова, не сакам, сега може нели подолго да биде, меѓутоа ако имате било какво прашање или е потребно дообјаснување, ве молам поставете. Благодарам на исцрпното излагање. Поверете советници, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Куманово за период од 22 до 26 година ревидиран. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 18 за, 2 воздржани, усвоен е планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во општина Куманово за период од 22 до 26. Одиме со предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со по 25 ученици во општински средни училишта во општина Куманово во учебна 2025-26 година. Согано се раководителот на сектор за образование Александар Јовановиќ. Повелите, Александар. Благодарам, почитувана председателке, почитувани советници, колеги општинска администрација, директори, почитувани представници на медиумите, јавност. Станува збор за тековна законска регулатива која е по завршување на уписот во средните училишта. Училиштата доставуваат бројка за паралелки за ученици по 25 до ресорното Министерство за образование и наука, кое се изјаснува она што е за истакнување за учебната 2025-2026 година е што во изминатите 4 години се менува онаа слика за гимназиско образование, името ако предходно се запишува ученици во гимназиското образование, сега од кампањата Учи паметно, работи стручно, учениците и заедно со родителите во консултација го избраа средното стручно училиште, што значи дека во гимназијата бројот на ученици драстично во изминатите 3 години се намали, вкупно 30 паралелки се со помал број на ученици, на однос на тоа се зголеми бројот во средните училишта, каде што имаме атрактивни смерови, каде што доколку има и 3-4 такви паралелки би се запишале. Стигна согласности, учениците се веќе на настава, останува само советот да даде согласност. Благодарам. Благодарам. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, да се изјасниме во врска со
Петата точка, предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со по 25 ученици во средни училишта во општина Куманово за 25-26 ве молам да се изјасни. Констатирам дека со 20 гласа за усвоена е петата точка од дневниот ред. Одиме со предлог одлука за утврдување на максимална висина на износ на бесплатен превоз на ученици на релација село Вакъв, село Пчиња и обратно, за кое нема обезбеден општински линиски превоз. Повели раководител. Благодарам, председателке. Согласно постоечките линии кои се опфатени линискиот превоз за учениците и за населението, линија помеѓу село Вакъв и село Пчиња, во која посетуваат настава учениците од подрачно училиште на училиштето браќа Миладиновци во село Пчиња, нема обезбедено линиски превоз, потребно е да се утврди максимален износ на возниот билет, затоа што истекува договорот со превозникот, а согласно измените на Законот за основно образование од месец февруари 2025 година, Советот на општина за општинските основни и средни училишта е тој кој го утврдува максималниот износ на возниот билет, тоест износот за бесплатен превоз на ученици. Ова, како што реков, не е опфатена со линиски превоз и е потребно да Советот на општина Куманово донесе тарифник. Што се однесува до цената, овој состав ја веќе има утврдено цената согласно тарифници за движење до 4 километри во приградскиот приградскиот превоз, така да од тука согласно овој правилник кој изгласан пред 4 години се земен тарифниот модел. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор во врска со ова точка? Повелете раководител да објасните. Председателка, затоа што ова е последна точка од нашиот сектор, би сакал од моје име како раководител на сектор, од секторот образование, од име на директорите на општинските основни и средни училишта да се заблагодарам на вас како председателка и на сите советници за успешната соработка што имавме изминатите 4 години. Се трудевме како сектор и јас како раководител да бидеме крајно транспарентни и во работата продуктивни, сите точки да бидат доставени на време и експедитивни во нашата работа, така да јас се заблагодарам уште еднаш за убавата соработка. Благодарам, раководител. Имаме исти став за сектор за образование, секогаш бевме експедитивни, исполнителни, се во корист на училиштата и на нашите деца. Одиме со гласање за точка 6, предлог одлука за утврдување на максимална висина на износ на бесплатен превоз на ученици на релација Вакъв Пчиња. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за и 2 воздржани усвоена е шестата точка. Колеги, 5 минути пауза. Колеги советници, продолжуваме со 62-та седница на Совет на општина Куманово. Предлог да ги споиме точките кои се однесуваат до сектор за правни и имотно-правни општи работи. 7 и 8 точка да се спојат. Поверете. Констатирам дека со 16 гласа за ќе водиме заедничка материјална расправа за точките предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари на јавно претпријатие Водовод Куманово
И 8 точка предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари. Со нас е Сунај Мустафа, представник раководител на секторот. Повели. Благодарам, почитувам председател, почитувани советници. 7 точка се однесува на давање на трајно користење на движни ствари на јавно предпријатие Водовод Куманово. Овие движни ствари ни се дадени од страна на Агенција за одземен имот и истите представуваат алати за изведување на градежни работи кои што се потребни на ЈП Водовод Куманово за нивно вршење на нивните дејности. 8 точка се однесува на давање на трајно користење на 10 прочистувачи на воздух кои што се даваат на трајно користење на основни средни училишта и ЈУ детска градинка Куманово. Истите ги имате во предлог на одлуката, тие ни се дадени со одлука на влада и ние ги пренесуваме на трајно користење на наведените правни лица. Благодарам. Благодарам, Иван. Повелите, дали има некој да се јави за збор? Бидејќи никој не побар збор, одиме со изјаснување на 7 точка предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари на јавно предпријатие Водовод Куманово. Да се изјасниме. Констатирам дека со 18 гласа за усвоена е 7 точка од дневниот ред. Одиме со изјаснување за 8 точка предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари. Констатирам дека со 20 гласа за усвоена е предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари. Со ова, колеги советници, ја завршуваме 62-та седница на Совет на општина Куманово. Се гледаме на 7 октомври на последната седница.